Добар ден и добре дојдовте во денешната училница. Јас сум одделенски наставник Катерина Андонова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур во Карвинци. Заедно со вас денес ќе имаме час по математика за второ одделение и ќе обработиме наставната содржина за окружување двоцифрен број до најблиската десетка. Целите на часот се да ги знаете полните десетки до 100, да ги знаете броевите помеѓу две полни десетки, да заокружувате двоцифрени броеви до најблиската десетка, да умеете да ги користите знаењата за решавање проблеми и загадки и да го образложувате начинот на решавањето и размислувањето. Да започнеме и најпрво да изброиме по 10 до бројот 100. Броиме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Овие броеви ги викаме полни десетки. На оваа илустрација се представени броевите од 1 до 10. Броевите тие се представени со коцки во вид на столбови. Броевите од 1 до 9 се едноцифрени броеви и секој од нив соодветно представува одреден број на единици. Пример, бројот 5 представува 5 единици, 6 единици, додека пак бројот 10 е првиот и најмал двоцифрен број и тој има 10, еве еден столб од 10 коцки, тој има 10 коцки кои се еднакво на 10 единици или тоа е една полна десетка. Ќе погледнеме сега уште неколку слики од полни десетки. Овие 4 столбови, секој од по 10 коцки, го представуваат бројот 40. Овие 5 столбови од по 10 коцки го представуваат бројот 50. Овде имаме 2 столбови од по 10 или 10 и 10, тоа е бројот 20. Додека овде имаме 10 столбови со по 10 коцки или тоа е една десетка, две десетки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 десетки или тоа е еднакво на бројот 100. На следнава слика ги гледаме десетките представени од 10 до 100 и соодветно секоја од нив е представена и со илустрација за да ви биде појасно. Вие можете видеото да го ставите на пауза, да го вратите назад, убаво да разгледате и да размислите. Ова е табела 100 и заедно најпрво да откриеме со помош на оваа табела кои броеви се наоѓаат помеѓу две полни десетки. Оваа табела ќе ни помогне во тоа. Табелата 100 ги содржи сите броеви од 1 до бројот 100. Во последната колона се представени десетките, полните десетки и колоната е обоена со сина боја. Додека оваа жолта колона, која табелата ја дели на две половини, е колоната каде што сите броеви ја содржат цифрата 5 како единица. Броевите, првата десетка ги содржи броевите од 1 до 10. Втората десетка ги содржи броевите од 11 до 19. Третата десетка ги содржи броевите од 21 до 29. Четвртата десетка ги содржи броевите од 31 до 39 или до 40. Понатаму петата десетка ги содржи броевите од 41 до 49. Шестата десетка од 51 до 59. Седмата од 61 до 69. Осмата од 71 до 79. Деветата од 81 до 89 или 90 и десетата десетка ги содржи броевите од 91 до 99 или 100. Сега како ќе најдеме или ќе откриеме кои броеви се наоѓаат помеѓу две полни десетки? Ја гледаме табелата 100 и еве например ги бараме кои се броевите помеѓу полните десетки 20 и 30. Ученици, тоа се тие броеви кои што се почнуваат после бројот 20, тоа е 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 и бројот 29. Значи завршуваат со бројот кој се наоѓа пред полната десетка 30. Ајде, например, да ги бараме броевите меѓу двете полни десетки 70 и 80. Тоа се сите броеви од 71 до бројот 79. Вие може да вежбате и понатаму со други полни десетки. Можеме тоа да го видиме и преку задачи и да ни стане појасно. Например, меѓу кои две полни десетки се наоѓа бројот 24. За да може да ги решавате овие задачи, ставете го видеото на пауза, земете табела стотка или ако немате табела стотка пред вас, тогаш отворете ги математиките дел 1, 2 и 3, каде што на крајот од учебникот се наоѓа табела стотка. Значи, меѓу кои две полни десетки се наоѓа бројот 24. Бројот 24 се наоѓа помеѓу десетките 20 и 30. Меѓу кои две полни десетки се наоѓа бројот 63. Гледате на табела стотка и откриваме дека се наоѓа меѓу 60 и 70. Наброј ги сите броеви помеѓу 40 и 50. Тоа се деца броевите кои започнуваат од 41 до 49. Понатаму наброј ги сите броеви помеѓу 80 и 90. Тоа се броевите од 81 до 89. Сега да видиме како ќе одредиме кој број кон која десетка ќе го заокружиме или кон која десетка ќе биде поблиску. Зборуваме за двоцифрените броеви. За тоа треба да запомните дека сите броеви кои како единици во двоцифрениот број ги содржат или завршуваат на цифрите 1, 2, 3 и 4, тие ги заокружуваме кон помалата десетка. Додека сите броеви кои како единици во двоцифрениот број ги содржат или завршуваат цифрите 6, 7, 8 и 9, ги заокружуваме кон поголемата десетка. Овде гледате дека изоставивме единицата 5 или цифрата 5 и си го поставуваме прашањето што ќе правиме со оние броеви кои беа во жолтата колона во табелата 100 што завршуваат на бројот 5. Кон која десетка ќе ги заокружиме нив? Кон помалата или кон поголемата? Како заклучок, ученици, да запомните дека броевите што завршуваат на бројот 5 ги земаме да се поблиску секогаш до поголемата десетка. Сега неколку примери. Пример 1. Да ги земеме броевите помеѓу 10 и 20. Тоа се броевите од 11 до 19. За полесно да пронаоѓаме кон која десетка се поблизу броевите, може да земеме една бројна оска. Вие можете во вашите тетрадки да си нацртате. Оваа бројна оска е од 0 до 20, на вас ви треба од 10 до 20 сега во овие примери. И да видиме кои броеви можеме да ги заокружиме кон 10, а кои кон 20. Да размислете кои се поблиску до 10, а кои се поблиску до 20. Например, бројот 16, еве го, дали е поблиску до 10 или до 20. Бидејќи содржи цифрата 6, го заокружуваме кон поголемата десетка или кон 20. До 10 ученици се поблиску или велиме дека ги заокружуваме кон поблиската десетка броевите кои ги содржаат цифрите 1, 2, 3 и 4, тоа се броевите 11, 12, 13 и 14, а до 20 се поблиску цифрите, броевите кои ги содржат цифрите 5, 6, 7, 8 и 9, тоа се 15, 16, 17, 18 и 19. Втора задача, бројот 34 го заокружуваме кон која десетка? 30 или кон 40? Го заокружуваме кон 30. Одговорете точно, за да бидат точни следниве искази. 18 е поблиску до 10 или до 20? Бидејќи ја содржи цифрата 8, велиме дека е до 20 поблизу. 43 е поблиску до 40 или до 50? До 40. 45 е поблиску до 40 или до 50?
Рековме дека сите кои содржат цифрата 5 се заокружуваат на поголемата десетка или тоа е 50. 21 е поблиску до 20 или до 30. До 20. 52 е поблиску до 50 или до 60. До 50. Да се обидиме да решиме и проблем задачи, користејќи го ово што го научивме денес. Значи, овие задачи се проблеми кои ги среќаваме во секојдневниот живот, каде што се бара нешто да заокружиме на цел број или на полна десетка. Првата задача: на Матеј му е роден ден и сака да ги почести другарчињата во одделението со колачиња. Во одделението има вкупно 27 ученици. Колачињата се пакувани по 10 во една кутија. Колку кутии со колачиња треба да купи Матеј за да ги почести сите другарчиња и учителката? Значи, ако размислиме дека една кутија има 10 колачиња, а во одделението има 27 ученици и учителката се вкупно 28, одговорот ќе биде дека Матеј треба да купи 3 кутии со колачиња, така би имал 30 колачиња, значи да има доволно за 27 ученици или другарчиња негови и учителката 28. Втора задача: автобусите имаат седишта во полни десетки. Колку седишта се потребни за група од 46 луѓе? Значи, ако се во полни десетки, за да седнат сите 46 луѓе, одговорот е дека се потребни 50 седишта. Се надевам дека со решените примери објаснувањето оваа содржина ви стана појасна и ги исполнивте зададените цели, а за да ги увежбате вашите знаења, еве домашна работа, земете си ја пред вас табела 100, решете ги задачите во математика дел 1 на страна 10 и 11 со наслов најблиска десетка и заокружување. Ви посакувам успешна работа.